Ово позади мене се тоалетите во основното училиште Лирија во селото Житоше во општина Долнини, каде што учат околу 300 ученици. Тоалетите се наоѓаат надвор од главната училишна зграда на околу 20 на метри. Овој тоалет од мојата десна страна. Нема ниту влезна врата. А додека пак овој тоалет што се наоѓа од мојата лева страна, исто како и да ја нема влезната врата. Како што може и сами да забележите, во него внатре буквално расти трева, а целиот простор наликува на вистински змијарник. Сега ќе влеземе во еден од тоалетите за да видите во какви хигиенски услови учат нашите деца. Со самото влегување во тоалетот морам да потенцирам дека тука се шири вистинска неподнослива миризба. Од мојата лева страна се наоѓа чешма, каде што децата, замислете, треба да извршуваат хигиенски потреби, односно да мијат раце. Веднаш до таа чешма, исто така од мојата лева страна, се наоѓа еден крајно руиниран дел од овој тоалет, каде што имаме една цевка од која што постојано тече вода и не знаеме зашто овој дел во тоалетот би можел да служи и каква хигиенска потреба би можело да се извршува тука. Веднаш до оваа мистериозна цевка имаме два тоалети со така наречени чучњавци, кои што се наоѓаат во буквално катастрофална состојба, како што може и сами да видите од сликата, а до нив нема спроведено ниту вода. Веднаш на тие два тоалети, на покривот од тоалетот имаме огромни дупки и таванот може во секој момент да падне врз децата кои што го користат овој тоалет. Кога врне, внатре во тоалетот течи вода. Во вакви услови учат околу, да повторам, 300 ученици во основното училиште Лирија во селото Житоше. Овие сцени се навистина како од хорор филм. Во ваква средина не може да се учи во нормални услови, а не пак среде пандемија на опасниот вирус COVID-19. За оваа ситуација се обидовме да разговараме со директорот и дел од професорите кои што предаваат во ова училиште. Но иако зад камерите сите велат дека ситуацијата е катастрофална, тоа никој не сакаше да го каже јавно. За жал, за ова не сакаа јавно да зборуваат ниту жителите чии деца учат во вакви услови. За да зборува пред камерата се охрабри само еден жител од селото Житоше, кој подолг период живел во Швајцарија. Јас сакав уште еднаш кога ги прашам и директорите и овие од општина, градоначалникот и министерот за просвета што се дали тие во вакви услови имат дома или поарно. Веćината, значи, стока да пуштиш натре, ќе излези надвор, а не луѓе. Како кажува овие, значи, девојчината, едно или две стојат наврата тука, на стоечки нужда вршат. Значи, тоа е абнормално. Ја реков винаги да ова ситуација во Швајцарија, ни професор нема да се види, ни директор, ни градоначалник, сите затвор ќе влезат. За став околу оваа ситуација се обративме и до градоначалникот на општина Долнини Џемил Ќамили, кој телефонски ни истакна дека запознат бил со проблемот и дека ќе се потрудил тоалетите во Житоше да се уредат во најбрз можен рок. Оваа ситуација не е од вчера, туку се работи за децениски проблем. Ситуацијата со дел од тоалетите е ваква и во други училишта во општината. Ние како локална самоуправа за жал немаме доволно буџет и пари да ги реновираме сите училишта. Потребна е поголема државна помош за да се средат овие проблеми, ни одговори градоначалникот Ќамили. Инаку вакви катастрофални хигиенски услови во тоалетите имаат најголемиот дел од училиштата во општина Долнини. Скоро сите тоалети се наоѓаат надвор од училишните објекти. За сега никој не дава одговор ако започне школската година со физичко присуство на учениците. Дали децата ќе учат во училиштето во селото Житоше, но и во другите училишта каде условите за одржување на хигиена се вакви.